Добар ден сите и добре дојавте во ново видео. Како некои слики се многу подобри од некои други слики. Што е тоа нешто што им дава толку многу вредност и толку ги прави попрофесионални, што едноставно од кога ќе го знаете ова, веќе вашите слики ќе бидат на многу поголем чекор него ли сите останати. Сега ќе знаете зашто и што и како. Добре дојавте во ново видео. Јас сум Борнео и ако не знаете, постирам секој ден видеа, така да можете да сабскрајбнете на каналов за да ги видите сите видеа што ги постирам. Ова видео ќе биде како туторијал на некој начин, затоа што пред некој време направив видео каде што објаснив како правам слики со Photoshop, ама зборам на малку непрофесионален начин, зашто ги направив со телефон. Може би понатаму ќе направам како би било тоа со Photoshop, професионален начин. Ама сега сакам да зборам за како да ги направите тие слики, односно едно многу битно правило кое што ќе ве однесе на следниот чекор, веќе ќе ве однесе на скала погоре од сите други. Има една работа што се вика The Rule of Thirds или The Golden Mean. Да го кажам, може би преведено би било као златното правило, што ми се свиѓа името за ова, многу звучи по онака. Златно правило. Што е тоа златно правило? Замислете една слика. Сега, зошто оваа слика е помалку вредна од оваа слика? Што го прави тоа што во оваа слика има нешто неправилно за разлика од оваа слика? И вие го гледате, значи вие гледате дека нешто не е природно, дека нешто не пасува. И на прв поглед би рекла па добро, не се наоѓа во средина или не е доволно наместен добро, не е иста висина, не е исто во кадарот, другачие да бев ја може подобро ќе беше. Има едно правило. Тоа е тоа правило. Замислете дека има две хоризонтални, две вертикални линии што го сечат екранот, што ја сечат сликата. Златното правило вели дека ако екранот се подели, субјектот, односно човекот или тоа што сакате. Еј, јо, ова е девојка му на цимарот мој. Треба да се наоѓа на еден од овие ќошеви. И најприродно изгледа ако се наоѓа на горните два ќоша. Доколку е портрет, треба да се наоѓа во средина на тие ќошеви. И доколку се двајца, треба да се наоѓаат на двата ќоша. Знам дека се многу информации одеднаш и знам дека е на некој начин малку тешко и работава, ама како мојот телефон додека сликам ги нема тие линии како да ги определам. Секој пат кога сликате, без разлика дали е вака или вака, замислете ги тие линии, замислете дека има линии што го делат екранот. И пробајте субјектот да го воспоставите во однос на тие линии. Дали ќе биде во центарот на едната точка, на горните две кои што се спојуваат, или во центарот на горните две од лево или од десно, или долните две, или во средина помеѓу нив. Ако е портрет, зборам ако е слика од човек. Исто така ако сликате, например, нема субјект, едноставно сакате да сликате нешто убаво, сакате, од тоа се вика landscape, или сакате да сликате слика од планина, слика од езеро, слика од море, слика од нешто што е на некој начин исчезнува во хоризонтот. Тоа ќе зборам и нешто, тоа е сосема друга тема, тоа е сосема друга нешто. Ова правило вели дека хоризонтот треба да се наоѓа во горната половина од ако се подели на 3. Се надам дека ова правило ќе ви помогне, знам дека мене ми има многу помогнато и ако случајно користите апарат како DSLR или било што друго, и некои камери најчесто го имаат ова, имаат веќе линии на нив. Значи имаат линии за да може да ја направите таа слика подобра. Пратете ми ваши слики. Ме интересира какви ќе ви бидат сликите после ова правило или овој совет, на некој начин да го кажам. Фала ви многу што гледавте видеово. Ако ви се свиѓаше, бомбардирајте го лайк копчето и ако немате станено сега ставете subscribe. Во description ги има сите мои социјални мрежи, Instagram, Facebook и се што постирам. Фала многу што гледате видеото уште еднаш. Многу брзо зборувам како на крај на рекламите се осеќам. Се гледаме утре со наредно видео.